имам години колку што имаш ти стаж. Ево. Најсериозно кој ќе ги нели? А признаваш дека има добри жени, мислам. Зошто да нема? Ова звучеше. Ко немаше добри жени што ќе правевме. Не шо? Згази го малце, нека да пробаме, шо? Шо? Дај му малце љубов. Абе, дај му, ама Safe City, ама до кога се овие ограничувања? Ете вака, најавата, знаете дека генерално кога имам нешто скоцкано онака шекспировски, ми е жал да не пропуштам нешто, па си ја читам како мислиш ChatGPT ми има напишано. Денес во кола качуваме човек што професионално се занимава со смеење на луѓе. Човекот што ни ги претвара проблемите во шеги. Нашиот денешен гостин е актер со искуство, онаку што имам јас години. Иако не се гледа по него, како што би рекле за кола, добро одржувано е, така и за него. Стендап комичар со стотици настапи годишно и човекот кој што стои позади Stand Up Revolution и Министерство за комедија. Учествувал на светскиот надпревар The Funniest Person in the World и стигнал до полуфиналето. Од Охрид до светските сцени, дами и господа, Никола Тодоровски безва! Што да бегаме? Леле, жена вака како ќе ти го кажи. Подруго звучи некако, добива релевантност муабето. За да ти тече и на тебе мислата и мене, јас сега вака ќе си возулкам, чекај само да си го турам телефонот тука. Кажи ми како си, добре ми дојде во преако е дека една битолчанка и едно кријанец. Леле, инвазија се вика тоа. Така? Инвазија тотална. Скопјани немаа замера, ти нив му е толку. Нема. Добро, па Скопјани си ги сакаат битолчанки, сега за другото не знам, ама. Нормално дека да. Охриѓани не сакаат толку многу, ама вике дека поќе не сакале отколку што ние нив. Така велаца, не знам. Тоа ќе покажи праксата. Ова вака нокно издание денес. Јас се вртам во кружни. Ако преубо е, леле, видиш убо. Како дома се осеќам, како Охрид. Најпојќе кружни по глава на жител имаме. Стварно? И во Битола почнавме, на едниот филџан, на другиот пијано, на третиот не знам. Најатрактивни кружни имате во Битола. Чекај, ќе подизлезам сега, не се заврт. Нокно издание, ова е како загревање на настапот кој што ќе го имаш денес. Кажи ми како се чувствуваш пред било што да кажеш, ќе ти се заблагодарам што си дел од оној ендемичен вид кој што не само што се појавува по емисии, туку знае некогаш и самиот да признае и да се понуди. Сега е груб збор, но сакам да кажам дека ми е драго и честа е моја што денес имам вака квалитетен гостин, а при тоа самиот увидел нешто интересно во овој проект и без страв ќе се вози денес со жена. Преако е. Така е? Со жена секојаш кој ќе се јас тоа го имам кажано на шега, ама ме сваќа погрешно генерално. Ајде, кажи си. Значи гледај се, а жена кој ќе вози одма сме сите, одма е појако, сваќаш? Има друга димензија, не посконцентрирани, поинтерактивна е наставата, ме сваќаш? Да. Значи да не знаеш попрво кај да пратиш што е прекрасно. Мажи го ќе возат банално е некако, знаеш како демек во старте како сакам да кажем не е тој левелот, ме разбираш? Клишето е то такво некое. А признаваш дека има добри жени, мислам. Зошто да нема? Ова звучеше поинаку. Па добро бе. Ако немаше добри жени што ќе правевме. Добри шофери, да кажам. Апсолутно, зошто да нема? Знаеш како во театарот на пример, глумецот е изложен на повеќе работи, истовремено треба да внимава на повеќе работи. Секако. Па на жените ни е полесно затоа што ние така сме родени. Ние имате автоматски да. 360 степени перцепција, наша перцепција е одам право, бркам работа, оди, влези, сврши работа. И пак ќе забореш. И тоа е тоа. Вие имате подруга димензија во секој случај, на секое стендап шоу генерално го правам тој муабет. Еве сега е дел исто од новото шоу оваа тема, така да гледачките ќе имаат прилика да дојдат и гледачите нормално. Сам да ти кажам дека генерално по статистика на сите стендап шоуа најголемата група која што купуваат билети се жени. Што значи кој е полесно да го насмееш, мажот или жената? Мажот. Вие на се ви е смешно. Да, ама види се, значи ако дошле за убо да си поминат жената, има да си помини убо, зашто за тоа е дојдена. Сваќаш. Така да имам другарка од Охрид, Зш е тетовирана. Си има тетоважа Зш, еве ќе ја поздравам официјално, поздрав Јана, иначе на Зш Керка.
Даде, се Така знаеме. нормално. Шо да е тетовирана? Поќе тој изборот тато го имат слушната во животот, така? Поздрав. Поздрав, да. Си споштовавме вака. Така, поздрав. Приватно шуво, не треба. Преако, чекај сега, пред да почнеме сериозно, затоа што кажав дека ти препозна нешто во форматот во кој што работам и сега кога толку си склон кон помагање, би сакала да прашам затоа што јас имам години колку што имаш ти стаж. Најсериозно кој ќе ги нели Ама не сум толку мала, плюс имам и дете, значи не сум јас толку мала, чекај вака да осветлам малце. Опа, блеснавме. 29 имам јас години, ама ти кога ќе ги собереш годините во театар и во стендап, значи пак малце. Тука така сме, да. Ете така. Сакам да прашам вака како невработена магистрирана колешка актерка. Ние кој пат да го фатиме? Да си дојте Охрид, кој пат да го фатите фиксно. Да? Па да, нормално. Гледаш одма како интеракција настана во процесот. Така е, одма ме замисли. Сега конфликт за сопругот, предпоставувам Скопјанец или не? Скопјанец, ама нема гајле. Кој го прашви, така, леле, извиним, респект. Нема гајле. Не, флексибилен е. Добро, и требало. Така, прифаќај, јас во Букуреш дека студирав, дури и ми има кажано, ако сакаш, вика и таму ќе се вратиме, затоа што таму бев вработена, тука не сум. Браво. Браво. Го почитувам за гледај како те поддржви. Да. Значи да си дојдеме во Охрид. Дали сметаш дека е сега станата професија во која што има премногу луѓе, па затоа се чека за вработување или едноставно не е вреднуван актерот? Не, мислам дека државата воопшто нема никаков план, тоа сум го кажал на многу места. За жал. Ова ми беше моја сензитивна тема, не сум те чула негде. На сите ни е сензитивна тема, јас бев долги години невработен, познато веќе име на претпоставувам на публиката. Завршив во Софија, јас исто не бев дел од луѓето кои што завршиле на ФДУ. Исто така долги години, значи во Охрид немаше формирано професионален театар, така да се живеев една година во Скопје. Па после се вратив во Охрид заедно, тоаш ми беше девојка со сопругата, работиме заедно во Народен театар Охрид. Така да позната ми е доста и болката и темата и генерално мислам дека нема стратегија и план, нешто на кое што би требало и мора да се обрне внимание. Значи јас треба да си дојдем во Охрид. Апсолутно. Океј. Имам место таму. Има тенденција веќе на луѓе кои размислуваат за да дојдат. Мене воопшто не ми е лошо, да ти кажам, влашкото потекло мене ми е од таму. Имаме и влашка мала, дури и горна и долна, така да се е окей. Сите услови се обезбедени. Ети Папу Дона ќе си го поздравам, поздрав Папу Дона, од Охрид може и него да го знаеш. Поздрав. Тука кај влашкото мало ти е дукенчињата што се, тука. Председател на власите. Ова на монтажа може да оди, ама дедо секогаш викаше за Ангела светот ќе чуе, дедо и да не чуе светот, ти ќе чуеш. И поздравот. Поздрав и од мене. Поздрав. Сега малце за тоа што емисијата е од забавен карактер, а ти си препознатлив по твојот хумор. Како би ја најавил ти, како комично би ја представил оваа емисија со жена безлачна? Прво гледај сега, многу ми е јако дека во Фичуле се возиме од понов тип. Јас детството ми помина во вакво елитно моторно возило. Најако е што на сообраќајната пишеше лимузина. Значи од бивша Југославија премем. Така да многу се ова во Скопје како ме бенди свитова, значи свиркава на жолто особено. Не ти е преако? Преако ми е. Многу динамичен живот. Јас се навикнав веќе. Лимузина, Фичо? Значи преубо се осеќам дека вака во вакво количе. Црвено, црвени кожи со бело, со Убајна. Ова веќе е гранде. Јас мислев дека после македонски народни приказни кариерата ќе ми оди само надолу. Гледај сега каков квантен скок, мислам, свеќаш. И како, што би кажал ти збордва освен за колата за емисијата? Јас мешам дијалекти сега, ако меше и јас мешам, тоа е убото во оваа емисија. Да. Не шо? Згази го малце, нека да пробаме, шо? Шо? Дај му малце љубов. Дај му, ама Safe City. Ама до кога се овие ограничувања?
Немој после Не, ќе ми не. даде тој, дај му на човекот после. Не, се шегуваме нормално, возете безбедно. Пред Да, се. еве 40, прв гостин си со кој што возам Safe City, така Да знаев ќе се јавев 2 недели порано. Види дури на трепкачко ќе застанам. Преако е. Вака кога би те загреала онака на собна температура. Не настрана нели без зрачни и сето тоа, кога би имал неколку ситуации за да осмислиш кратко стендапче од 30 на секунди, што би кажал на пример на тема еве Safe City, ама во компарација со возачи на BMW. Мислам дека и возачи на скејборд патат сега во моментов. Да, Така да. Овие на BMW? Мислам дека потребно беше. Сега актуелни, еве, во Битола имаше дешавки. Имаше. Ако пратиш медиуми, Пратам, да. луѓе по 30 години немале испаено возачка. Ама добри шофери били. И зошто? А секако, да. Секогаш си добар, некој ако не ти замери. Така. Така? Да. Значи, имат и исто така и добри сопрузи и сопруги, ама не се мажени, и викат ја стоп сум. Така е. Така да, значи... Мерната единица за добротија е Треба убаво е друг да го кажи. Така е. Да ти кажи дека си Добра, или ма не тие си. си кажуваа меѓу нив дека се добри шофери. Преубаво си каже, рекој, ако некој сме го згазиле, нека се пожали. И никој не викат не. Така, пошто... Гледаш да не е тоа. Или не се десило, или Го нема. човекот е на одмор. Вака се културно да се Така, понашаме. што би кажал за на тема свадба? Свадба? Да. Јас пред малку пред некое време бев на гости кај господин Лазаров на ваква. Да. И таму кажав собствено лично мнение дека јас во животов немам правено свадба. Леле ко почнаја со коментари. Тоа е најсветиот чин. Мора човече, јас не ви викам вие да не правите, што сакате правите. Значи, како шо милувате така? Јас не знам, кич ми е тој момент. Еве, повторно го кажувам, јас се извинувам што се повторвам во темиви, ама... А која би ти била онака песна за нели мора да има песна за зетот? За зетот? Па ти кога би бил зет, која би била Туѓа песната? си бескрајно, мене ми е Само песна. само таа ја знаеш, така? Едно, две, туѓа си бескрајно. Не, гледај. Култна е шекер да ја раниш, не знам дали ти е позната номерата. Да. Поново сега е модифицирана. Стварно? Пошто шекерот не е здрава субстанца, така ни велат порано. Јас, например, кога бев дете, пиевме млеко со шекер и беше окей, кариес имавме на секој можен зап. Да. Не го препорачувам, by the way. Ама такво беше времето и стандардите. Сега поново се сменија работиве со нутриционизам и со сите тие нели ново настанати моменти, алергии и така натаму. Сега поново истата песна не е шекер да ја раниш, сега е брокула да ја раниш, брокула. Гледаш се адаптира Добро, се. брокула да ја раниш, каква да ти биде? Здрава да ти Па биде? здрава да ти биде. Да. За на тема инфлуенсерки. Оу, леле, преуба тема. Омилени ми се они од ноќој што станват и што снимет рилчиња како да се живее квалитетно. Живеј сега и овде, биди сега и овде. А би јас снимам. Ако јас не викам да не снимаш. Повеќе Ама од нешто. тоа. Зашо ти се тебе темиве? Во рилчињата. Зашо ќе стигнам да ти кажам? Например, Нек ни рекламирав коли, наредниот ден рекламирав невестински фустани. гледај колку ти е убав животот, што Така е. сакаш си правиш. BMW ти сакаш? 650i, наредниот ден француска тафта. Господе Боже. И ти сакаш да се тој вработиш живот да го театар. напуштиш? Сакаш да одиш во Да се биде или не? на штиците што живот значат. Така. Браво. Не, јас и паралелно ќе си го водам проектот, ќе растеме заедно. Ама малце нешто да поиграме. Дали можеме температуровано моторно возило во спа центаров? Еј, спа центар, супер, Не, чекај. господе. Ете ти повели, Ти мене? 15%. Што се деси? Што се деси? Ауто спа, имаш Аха. тука спа за количето, која патуваш, која ќе си дојдеш на кај Скопје, има спа центар за коли. Джакузи за колиќе. Джакузи за коли има, има полирање, керамичка заштита, работам!
повели. Фала ти. Ништа. Спа за количето. Спа за количето, исто така Аутоспа. имаме... Кај ми се другите? Леко кумбо звучи тоа. Да, мама драма, вика секојаш избери љубов, ништо помалку, ништо повеќе, ова можеш да го предадеш и на сопругата. Добро. Многу поинтересно е за жени. Мама драма. Мама драма, да. Како звучи? Да, тој е македонски бренд кој што се занимава со изработка на дуксери, маички, едно друго персонализирани. Персонализирани. Што се деси? Дупка беше. Леле. За мајки, за татковци, за дечиња, едно друго. Мама драма. Мама драма, Значи, да. ако е пресрекна сопругата, не иследува овој ваучер. Иследува. Мора малце подраматично не, се свати. секоја жена имаме нешто драматично Мора, иначе како би бил животот интересен. Еве, на сопругата и ова ќе го дадеш. Море за колата, за сопругата, за мене нешто имат во емисија. Значи ќе го дадеш тоа како тестерче да си испроба, а еве повели за тебе на ваучерче да си нарачеш парфемче. Ајде, тестирај. Господе Боже, чекај да видиме вака. Јас- Во етерот таку да го прснаме, Ако во етерот. Чекај да го најдам таквото. Ау, Боже Господе, пролетта дојде во Количево. За тебе, гледаш, тебе жена ти ќе ти мириса. Леле, Ќе ти убајна. мириса, да. И еве Lovely. ти ваучер исто од Ноар. Ноар се фирма која што се наоѓа во Битола и се занимаваат со алтернативни парфеми, односно прават алтернативи од веќе оригинални парфеми и наместо цената да кошта 300-400 евра, со маслени капки си го прават да биде ист како оригиналот и интензивност иста, затоа што имаат многу голема маслена Ми бил презентиран концентрација. подарок од Ноар, Аха. ако се сеќавам добро, колега твој и Кај Мими? сограѓанин Кажи го ако нема гајле. Мими, поздрав, да, Мими, ете. поздрав, Мимичу. Преубо. Чекај сега, јас имав уште две, ама негде попатно ми забега. Дај, Преубо. ќе ти ги врачам. Ке си ги чувам овде, Да важи? си ги чуваш и тие таму, чекај да... Кажи ако е зелено? Не е уште. Не е уште зелено. Ке ти дадам и... таму да ке ти... Дај ми се таму. Ова е тоа. Ете така, еве ти едно илјадарче сега од Мобитек, малце ги има фатено тука како на влажнети се. Мобитек се фирма за Alright. телефони, галантерија, сервиси и слично. И чекај сега одиме градацијски кон најголемото и 100 евра ваучер од Ентериери и Ѓови, односно фирма која што се занимава Што со направивте, изработка море? на мебел по мерка. Леле, Господе Боже. Ете така, се ти дадов, водичка не ти купив, Уживај, готово. Ме хидратираја подароци, бе. но јас ке си ги поздравам и Пелагонка, битолско водиче за душиче. Браво. Ете така, Шубо звучи. јас мојата котлина, затоа што е многу плодна, си ја промовирам доста често. Значи ќе си ги испромовирам и Пелагонка, некако на сред емисијата и почнав, ти ги убрзав подароците и сето ова да биде возможно во вакво фиченце денеска ни овозможија Автодадо Скопје, газдата битолчанец. Фала Автодадо. Дадо звучи битолски. Автодадо Скопје, да. Ме чуди прекар што немат во комбинација некој. Има. Ама не е за вакаво, за Ама не му е во плацот, да. добро, во ред. Ете За така. подома е прекарот. Па сега Автодадо. поздрав Фала, значи да поздрав, сите тие. преубо Количево. Некако со спа ме наведи да започнам со подароците, но сега би се навратила секако на она кое што го имав за полиција, на пример, еве Safe City кажавме, за полицијата што мнение имаш, дали хуморот некогаш ти помогнал, како возач си, дали возиш и дали имаш некоја анегдота така со... Сум имал средби секако како и сите ние. Така. Што имаме возачка, мислам. Така, да. Да. Да, на пример. Имаш нешто да ти помогнал? Да, ми помогна. 3 месеци ми ја одзеда возачката, пошто ја имав. Така. Што ако немаш, што ќе ти одземат? Душата не може Така, да ти не ја може земат. душата да ти ја земат, вака имаш, ќе ти ја одземат, на пример. Така. Коректно си Ама го ти испочитував. бараш, види, значи бараш намалување на температурата, прати што се дешава внатре во фичулето. Срценца. Да, имено. Гледај колку прекрасно. Па морам да пуштам маце, Се ма сега шешти атмосферата во Ете, кажи со ова шоу. полицијата, да. Полицијата, не знам дали во медиумиве пратиш последно што се случуваше, 40 тони марихуана заплени. Да. Ја најдоа во фабрика за производство на марихуана. Мислам дека не може да е по-полициски моментот. Например, види да најш 40 тони марихуана во мол, во
подрум, во нешто, веќе е челендж. Да. Ама да ја најдиш на место во кај што се произведува некако, не знам. Добре, во мене ми е- Струмица најда, не знам дали таму беше исто фабрика. Па веројатно било нешто, не знам, господин Заев ќе се обрати до јавноста, веројатно, појма нема. Како да речам. Peace and love, респект. Мислам, не за него општо, за луѓе во што не Одиме на фитнес инструктори. Фитнес инструктори? Аха. Зависи сега тука веќе. Дали е машки или женски полот. Кој сакаш? Мислам дека машкиве поќе седат пред огледало некако имам забележано дека има некоја тенденција, особено во последно време. Не знам ти каков впечаток имаш. Не Мислам веќе. дека мој ме е зелено. Си вичи, Аха. извинете. Океј. Гледаш колку е интерактивен овој град, пратиш камери до сега или сме на бинго? Се трудам да правам. Па ќе си делиме? Готово, Пола-пола. може. Готово. Иако колата е на скроз трето име. Јас имам еден бубрек оставено за вакви Стварно? случаи за продавање, така да Добро. не е проблем. Мислам дека машките инструктори многу почесто се гледат во огледало отколку женските. Тоа е Јас мојот да кажам впечаток. дека го зедов од кафана, не знам колку здрав живот води. Многу. Многу, денеска особено. А дали ако се вработам театар ќе пропијам? Не, мораш прво да пропиеш за да Па се да се вработиш. Да, Ангела не си седела доволно во бифе. Хидратација, обавезно. Правиме муабет за вода, нема да сватите дека Да. нешто овде се промовира без образлуци, никако. Точно. Во никој случај. Не, ама... Да. Безсреден ти е животот, зошто да, мислам, се занимаваш со... уствари, уборечем, ама драма, така? Да. Мора да имат малце драма Така е. за да е се како А што кажи треба. ми, кај тебе што има онака? Каков е Никола приватно, кога не е на сцена, кога не е мета на погледи и... Ох, леле. Обичен граѓанин, не сум некоја, не знам како А да дали си речам. смешен и вака приватно? Некогаш има, не некогаш туку има некои, не се научни докажувања, туку се така некои стати или слично, дека фактички стендап комичарите или комичарите генерално се луѓе кои што се многу досадни, ама и многу тажни, дека има тука некоја Не се корен беше Не се од чинар. Не се доживувам, гледаш одма драма внесовме во. Не се доживувам така, има луѓе кои што мислат дека сме 24/7 на располагање Да. за сликање, за например си со семејството, со деца излезени се, ајде да се сликаме, знаеш, не мислам генерално најчесто сите се со културен, убав пристап и секогаш нормално јас си ги ценам своите гледачи, следачи, фанови, љубители, како да ги наречам веќе публиката. Меѓутоа има и случаи кај што не се баш така, на пример на плажа бевме едно лето сега тука во Охрид и дојде една типка и се ми каже: извини, кажи, викам, повели, ако сакаш излези од водата? Викам, зошто? Да се сликаме. Аха, му викам да завршам, па ќе се сликаме. Не, ама ние после сме на ручек, значи си имам план во животот. Викам левел кревање. Дали излезе? Секако. Сидро фатив. Да допотонам. Како така? Преак. Например, Па добро бе, жена со став. Сакам не, бе, сега бенди и смит, тука. лайк, subscribe, се. Legit, преубо. Да. Ама малку левелов ми беше премногу како за на плюс 40. Ми дојде така малце од појќе. Добро, значи некогаш и е нормално и е човечки да ти запречи, ама дека викаш дека не се сметаш за досаден или тажен човек, како при дома пример, жена ти шо смета? Смешен? Жена ми е, покрај што е жената е и колешка, значи. Добро. Значи има А си глумите разбирање. дома? Обавезно. Во доцните часови? Во доцните, во раните утрински зависно. Многу е интересно дека се вика ролплей на англиски. Ролплей, секако, Ама, да, не да, знам да. на која локација сега. Јас не навлегувам. Не, јас навлегувам на повеќе локации, еве, така нека остане. А шо си глумите? Глумиме, си читаме реплики.
Та не се свади погрешно, да речат безобразлуци. Аха. Не, значи убо си е. Еднаш Стефан Николовски го прашав истото прашање. Таа емисија не излезе во Етер? Во етер, да. Значи му се испушти нешто. Не, туку кажа Васко Ефтов дека се глумат. Леле, викам, мислам дека жена не постои што нема да се возбуди на таква... И толку ми е криво што еве Стефан, ако не гледаш, значи многу ми е криво што не се замисли склопивме. да не е расположена и глата да ја боли на некоја, пример, и ти викаш дали сакаш да водиме љубов? И ако не, зошто не? И ако да, зошто да? И впрочем, дали претходно ти пред ова да те праш Васко Ефтов, сакам да кажам на моментот да биде. разбирам. Ме сваќаш? Разбирам. Леле, мислам дека ќе речи, ај, жити се, дај А ти полво... кој најдобро би го изглумил така Јас? во тие доцни часови? Јас без реплики сакам поинтересно. Значи да си кажете што треба да си кажете после. Што би рекле, пусти мо очи да говоре. Леле, на германски е вила се науген шпрехен. Леле. Колку е, гледај колку е подруго. Леле, го фати. Подруго е, го фати на крајот зеленото. Да. Ама не секако ќе пушташе. Добро, значи дома некогаш и ако ја реплика вака во 3 саца бајле да те разбудат би ја кажат. Значи, ако има камен во бубрегот... Доволно е само речи мац и готово. Во рете. Не мора нешто, не мора глагол да има. Се подразбира глагол. Дали знаеш да пееш? Нели секој актер... Минимално, да. Колку за потребите на театарот. Да. Ла. Толку. Толку, а? Да. Не сум некој интерпретатор А вака во кафана знаеш да си запееш? Да. Рековме, тивко. туѓа си во себе. Туѓа си бескрајно. Добро со таа туѓа. Не те бенди си песна, осетив. Не, те слушам, мирисаш пред мене ми е појака. Ау, да. Кога ми Мишко, правеле така? толкување на македонски песни, еднаш го има в тој момент. Назад, моме Калино, дали сме свесни кој хорор? Значи, Алфред Хичкок не може тоа да го постигни значи во ваквото, во хорорите. Аха. Ке се престорам јас во клета чума, како беше, и цела фамилија ќе ти ја сотрам. Да. Жена ќе ти одземам, деца се најмило и Деца, вечно. не ќе ти чувам деца. Да, добро, деца ќе ти чувам, ама од 10 до 10:30. Вечно твоја ќе бидам. Не знам дали еве никогаш го немам тоа дискутирано. Има во македонски народни приказни жена која што е не е омажена, значи е старачупа, и го чека мажот со 2 чешела. Добро. Ај сега тоа што значи? Што треба мажот да поседува? 2 чешела, ова не ми е познато ова. Не, а? Не ми е вака познато. пример која би Која епизода е таа? Што се деси со 2 чешела? Дури да не сгрешам, мислам дека на крајот попот дојде. Тој беше Тој има мажот. повеќе разбирање, зашто има ти коса и брада. Не, ама тој... Аха. Има логика. И коса и брада? И коса е сад, не знам, видете. Не мора, иначе ако сакала таја мажот да го чека, шопска нека направила, ќе дојди сам. Така е. Пример велиме се, не знам. Стара Лозова. Кумова А меѓу песните има сигурно не ја имам и дискутирано, баш мислам дека со Мими. Вика баш ме заболе од оздола па нагоре. Раке пуке, раке шлаке. Леле. Се досабајле. А за друго не ми е гајле. И сега вика го боли мозокот. Толкување на македонски песни. Леле, Господе Боже, сега коприви ледина да имаше би се фрлил. Чисто. Ама жената која што интерпретира песната кажува дека многу голема одскочна даска и била Но песна. како не, то не е даска, то трамболин. Дека дали некој ќе ми објасни што е бројот 69? Тоа е алотропска модификација на преубо. Нозе ко ножица. Сега гледај, во моментов... Не ми беше во сценарио. Гледај сега, во моментов, нели, трендов е со 6-7. Да. Така, 6-7, тоа ти е скоро 6-9 without a happy ending. Не мириса бе многу на дизел? Мириса. Осеќаш? Мириса на Што може да е? Шо е работава вака? А? Количево Колата дизела? бензин.
Се зафркавам, не дизел, дизел. Ау, Вичо дизел? Да, бе. 1-3. Зашто? Со здраве си го носам, или? Колку јако. Не знаев дека овие можело дизел да се мани. Кажи добро утро Македонија на романски жити се како звучи да видам. Добро утро. На демјањаца по поруле македонеск. Леле, колку е екзотично е. Како италија? Ај на булгарски? Нема, леле. На булгарски имав саквартирантка. Во општежитието. Леле. Ко навратив сега. Тази е од Русе. На границата. Да. Ето така. Добро. И чудесно. кој ќе ми кажеше за интернат, за студентски дом, општежитие. Да. И дека таа мене не ми е цимерка, туку ми е саквартирантка. Вау. Зборот гадже мене ми Гадже, беше да. познат. А беше често во улога на гадже? Имаше такве искуство со... Или тогаш жена ти со тебе студираше? Не. Да. Не беше уште тогаш. Имав неколку варијанти така, да. Што ги разликува бугарките од македонки? Нема бугарка девојка. Не? Не. Не се дадов. Ни запасаш? Сега Боже пази. Не? No. Ама го имаш видено, а? Го имам видено, ама немам влезе. Од еднаш не боли. Веројатно, не знам. И тоа немаш пробано? Боже пази. Подобро современо време се. А, како не е современо. Не морам јас се да знам. Точно. Прекрасно. Да. Ке одјавиме емисијата пред да си кажеме нешто. Толку беше? А дури многу сме. Ти? Ние некогаш викаме толку беше? Па, еве, сите што ќе не разберат жените, кои ќе кажеме, толку беше? Не, ти сега. Таман се заигравме. Да. Сакаш уште нешто да си кажеме? Сакам да ти ги поздравам следачите, гледачите, одма subscribe, лайк за ше преако шоуто. Благодарам. Поддршка за Ангела. Поддршка да си за да порасне. носи уште повеќе гости, ние сме вака на поминување. Не, јас денес можеби да имав една од не трема, туку да кажам одговорност. Трема немав, тоа е се Зошто гледа. одговорност? Мислам да, во возило сме, би требало да имаме малце одговорност. Не, во смисла сепак генерацијска разлика. Жено. Професионалниот ангажман е малце на поразлично Фала ти ниво. ова што го спомна 16 пати во целава емисија, се чувствувам повторно млад. Нема, стварно, па кола која ќе сакаш да продадеш, пишуваш гаражирана, добро одржувана, едно друго. И ти и за човек исто. Значи дали си гаражиран, Човекот беше не на знам. продажба, фала ти, браво. Нема, генерално, Пазар 3. добро одржувана. Поволно. Имам дете златно. Сменат му. Дајте друго дете. 2 пати ребрастиот му е сменат и друго све е таман. Сервис редовно. Да. Редовен, и мали и голем. И сервис. мали, голем, све. Да, доколку ви се допадна емисијата денеска, знаете Доколку ви се допадна емисијата сочувство. Се смејам, зашто да не? Знаете што треба да направите, а доколку не ви се допадна, одглумете дека ви се допаднала онака како што ние глумиме секој ден на дневна база и направете го горе споменатото, односно лайк, шер и сабскрајб. Пратете на другарче тамо да се насмее малце, следете го Никола во неговите успеси понатамошни низ годините, уште толку кариера колку што имам јас години. Му посакуваме на секаде низ светот да... За многу години. За многу години. Ти благодариме што си, онака кажано, еден културен амбасадор. За сега сериозна сум. Не знаев дека сум тоа, ма фала ви. Нема, амбасадор си, во добро светло не представуваш, са не знам, на булгарски ако говориш. Не мора, дворете не на говориш македонски тамо? да се задржиме. Не, добро, па значи си наш амбасадор, не представуваш ни светот соодветно. Така и да си продолжиш, да не смееш уште Thank долги you, години. Angela. This was amazing. It was incredible. Така кратко ти беше? Ево беше. Да. Па ќе си снимиме и втор дел. Да сме здрави и живи. Така е, сега те чека шоу, иначе... Да, сега ме чека за некоја минута се гледаме во паблик со тие што се гледаме, со тие што не се гледаме ќе се видиме друг пат. Со тие што се видовте во паблик, да знаете дека ние пред паблик, еве, го завршуваме нашето снимање. Ве поздравувам, ќе си ги земеш и подарочињата.
по жената, не жената да однесе. Морат отчет да се па имат како? по дома. Гледај ги море жени, злосторничко Лисици. здружување се вика това. Има- Ти даве 25 подароци за сопругата и ти си одиш, а немаш ни благодарам. Ле. Имав иначе емисија Кевилев, имав представа во која што глумев лисица. И вака се смеев. Уствари така и се смеам, не е ништо поразлично. Природно си е природно. Да. Фала се на гледаме. поканата, преубаво ми беше. Ти благодарам и тебе И на транспортот и на се. Фала. Thank Да, you. стварно, на транспортот, точно. Ајде, драги мои, се гледаме нареден четврток. Чао! Andiamo, tutti frutti. Ciao.